Драги ученици, добродојдовте во Е-училница по предметот Општество за второ одделение. Јас сум наставник Цветанка Караѓулевска. Вие присуствувате на часот за сообраќај, движење на улица и пат и каде играат децата. Кое е место за игра на децата? Да ја погледнеме сликата. На сликата има прикажано улица, коловоз и тротоар. Коловозот е делот од патот каде што се движат возилата, а тротоарот е дел од патот каде што се движат пешаците. Сега ќе ви прочитам една интересна приказна за ангела. Слушнете ја внимателно. Бабата секогаш и велеше на ангела: Ангела, отварај 4 очи кога ја преминуваш улицата. Ангела знаеше дека бабата тоа го вели кога треба многу да внимава. Бабо, па јас имам само 2 очи, се пошегува ангела. Кога ќе стигнеш до улицата, погледни лево, па десно, а потоа помини преку улица. Ако си невнимателна, ќе се случи несреќа. Затоа ти велам да отвориш 4 очи. Бабо, па ти секогаш си во право, рече ангела. Ако забележавте, бабата и даде многу убав совет на ангела. Бабата ја посоветува ангела како да се однесува во сообраќајот. Ајде да видиме каде е таа реченица во текстот. Ете ја. Кога ќе стигнеш до улицата, погледни лево, па десно, а потоа помини преку улица. Бабата е загрижена за безбедноста на ангела. Затоа и вели: ако си невнимателна, ќе се случи несреќа. Затоа ти велам да отвориш 4 очи. Што е небезбедно да погледнеме на сликата? На коловозот нема пешачки премин. Нема означено пешачки премин. Што научивме, какво сознание добивме? Избегнувај да поминуваш улица на необележан пешачки премин. Кој има право да ни каже како да се однесуваме во сообраќајот? Некој член во семејството, како во случајов бабата, секако родителите или пак некое повозрасно братче и сестричка. Полицаецот има право да ни каже како да се однесуваме во сообраќајот. Исто така и наставникот, покрај другото, да не поучува и како да се однесуваме во сообраќајот. Значи, еве една убава порака, што треба да ја запомниме. Најдобро е улицата да ја преминиш на пешачки премин или зебра. Овие бели линии го означуваат пешачкиот премин или уште се нарекува зебра. Кое е правилото за преминување на пешачки премин? Па секако, кога ќе застанеме пред пешачкиот премин, најпрво треба да погледнеме лево, па десно. Кога поминуваме, да не трчаме, да се движиме од десната страна на пешачкиот премин, да не застануваме и внимателно и брзо да преминеме преку пешачкиот премин. Како се однесуваме ако има семафор? Секако, ако има семафор, потребно е да ги почитуваме светлосните сигнали на семафорот. Која е нашата одговорност како пешаци во сообраќајот? Ние како пешаци во сообраќајот, и децата, и возрастните, треба да ги почитуваме сообраќајните знаци и правила. Внимателно да се движиме на улица и да внимаваме каде си играме. Децата да внимаваат каде си играат. Сега ќе ви прочитам јас една интересна приказна
Приказната се вика Коево право, а вие погледнете ја сликата број 1, првата слика. На сликата се Дарко и неговото куче Дика. Ајде слушнете ја приказната. Коево право? Христина и Дарко имаат убаво куче. Сите деца од улицата го сакаат и си играат со него. Еден ден кучето се оддалечи од децата. Отиде на улица, а децата си останаа во паркот. Наеднаш се слушна викање. Кочниците на возилата зачкрипеа. Децата се исплашија. Кучето стоеше на улица, а возачите го гледаа налутено. Дарко ја повика Дика. Возилата тргнаа. Ти си виновен, рече Христина. Не внимаваш на него. Кучето е виновно, одговори Дарко. Не помина на пешачки премин. И двајцата сте виновни, се слушна гласот на полицаецот. Кучето треба да го шетате со синџир. Навистина, кој е во право? А јас би прашала, кој е виновен? Дарко и Христина имаат одговорност да се грижат за своето куче Дика и да го шетаат со синџир. Сообраќајните правила велат дека пешаците треба да внимаваат како се преминува преку улица, а не миленичето, во овој случај кучето. Тие не се во право. Кој е во право? Во право е полицаецот. Зошто? Тој има право да им каже како да се однесуваат во сообраќајот. Тој има право да ги посоветува, да им укаже на сообраќајните грешки. Тоа право го дава работата и законот. Ете една поучна приказна што ни кажа дека улицата и патот не се игралишта. Погледнете ја и втората слика. Уште една приказна, уште една случка за сообраќајот. Погледнете на сликата. Петар има нови ролери. Носи заштитен шлем. Има и штитници за лакти и колен. Но Петар безгрижно и одважно си се вози со ролерите насред улица. Што мислите? Петар е херој или е неодговорен учесник во сообраќајот? Јас би рекла дека е неодговорен, бидејќи избрал несоодветно место, небезбедно место за игра. Да запомниме, улицата и патот не се игралишта. Каде треба да играат децата? Погледнете ја сликата, погледнете ја. Каде играат децата? Играта на децата треба да биде безбедна. А сега, драги ученици, јас ќе ви кажам неколку искази, ќе ви прочитам неколку искази, а вие треба да одговорите со точно и неточно. Играта на децата е безбедна на тротоарот. Играта на децата е безбедна на игралиште. Играта на децата е безбедна на улица. Играта на децата е безбедна во паркот. А сега една малечка задача.
Листот од блокот превиткајте го и нацртајте две ситуации. Како не треба и како треба. Како не треба, улицата и патот како игралиште, и како треба, место каде што треба да играат децата. Се надевам дека оваа задача ќе ви причинува задоволство. Ве благодарам за соработката и бидете поздравени.